Жетвата во Полошко, која треба да започне на почетокот на следниот месец, се очекува да биде со добар и квалитетен род. Во Агенцијата за земјоделие велат дека дождовите изминатиот период не влијале негативно, па затоа очекуваат да има добри приноси. Штети се можни доколку дождовните денови се присутни токму во периодот кога ќе биде жетвата. Есенските посеви не се дирнати со овие дождоносни денови што беа пропратени, не е полегната пшеницата, нема оштетување ниту кај јачменот, ниту кај фуражните култури, тие се во добра вегетациона кондиција. Јас се надевам, дури и тврдам, дека оваа година ќе има добри приноси есенските култури, во колку продолжат дождовни денови и почетокот на јули, што не верувам дека ќе продолжи со ваква динамика на дождовни денови, тогаш може само да се продолжи вегетационен период на житните култури, да не достигне технолошка зрелост или восочна зрелост на пшеницата да биде оптимално пак за жетва. Ќе се продолжи вегетацијата, растението ќе биде полно со влага, ќе пусти нова лисна маса, ќе се гуши комбајнот, штетите се тогаш веќе значителни и кај комбајнерите ќе им ја отежни работата во извршување на жетвените активности, ама пак ќе настане и штета при самата жетва заради тоа што ќе настане оросување. Во тетовско од променливото време во март и април, кога имаше големи температурни разлики, најмногу настрадаа овошните насади, вели Карапеовски. Страдаја овошките, а од нашите констатации или теренски активности што ги имавме во текот на тој период, дури и наши колеги беа на процена на настанатата штета и констатираа и записници за утврдување и обештетување на штета на фармерите кои што беа зафатени и одредени култури, а свежи и конкретни примери јас што ги имав регистрирано, се огледаше во младите насади на ореви. Сите новоподигнати оревови насади, можам да кажам, претрпеа 100% штета. Жалосно беше да се гледа како да беа попарени со вруќа вода младите насади. За среќа, новоподигнатите насади од лешник не страда, се испостави дека лешникот е отпорен на ниски температури и лешникот не беше дирнат, меѓутоа беа погодени и тие што беа во фаза на цветна папка во тој период. Кај сијата беше и вишњата, помал број на парцели кои што некаде кај што немаше ветрозаштитни појаси природни од дрвја, од објекти кај што имаше големо проветрување, тука штетите достигнува до 80, па некаде и 100% за овошките. Инаку поголем пораст на цените на овошните и други култури во споредба со изминатите години не се очекува.